Иако во текот на вчерашниот ден во Гостивар се регистрирани 84 нови прегледи, од Министерството за здравство уверуваат дека епидемиолошката состојба е стабилна. Според ресорното министерство, во однос на бројките од пикот на епидемијата, новите податоци покажуваат дека таа се смирува. Во текот на 2 август се регистрирани вкупно 84 први прегледи, што е за 27 повеќе во споредба со претходниот ден кога беа евидентирани 57 прегледи. И покрај дневното зголемување, бројот на прегледи останува значително понизок во однос на пикот од 18 јули, кога беа регистрирани вкупно 649 прегледи. Велат од Министерството. Од кризниот штаб потсетуваат дека водата се уште не е за пиење, но очекуваат состојбата да биде ставена под контрола во текот на следната недела. Секојдневните анализи покажуваат дека состојбата благо се подобрува, хиперхлорирањето продолжува и понатаму, но за жал во водата се уште се присутни бактерии кои што ја прават неподобна за пиење, ризична за пиење. Затоа апелирам до граѓаните на Гостивар да не ја користат за пиење ниту за готвење водата од градскиот водовод. Опозицијата и денеска прозива на одговорност. Според СДСМ, освен во Гостивар, водата не е исправна во над 50 населени места, а граѓаните, како што тврдат, добиваат контрадикторни информации од надлежните. Народот се труе, а одговорни нема за тоталниот колапс на институциите. Вчера и официјално беше соопштено дека водата во Гостивар се уште не е за пиење. Продолжува хиперхлорирањето. Во повеќе примероци се уште се пронаоѓаат бактерии. Ова е скандалозно. Хиперхлорираната вода не е наменета за постојана употреба. Додека концентрацијата на хлор е висока, водата не сме да се користи ниту за капење. Од ВМРО ДПМН и денеска повторија дека според микробиолошките анализи, гостиварската вода не била за пиење согласно законски утврдените критериуми во 5 наврати во периодот од 2020 до 2023 година и праша зошто тогаш Филипче молчал. Инаку, забраната за пиење и употреба на водата во Гостивар се очекува да се укине кога 3 последователни анализи ќе го утврдат нејзиниот квалитет, посочуваат од кризниот штаб.